Христијанските вредности, традицијата и патриотизмот, столбови на македонското семејство е слоганот на оваа манифестација, а што се ќе се одржи во рамки на низиното трето издание во следниве минути ќе дознаеме низ разговорот со Дејан Гавровски, председател на Сдруженијето Македонски аманет, Македонец за Македонец. Добро утро. Добро утро, Ирена. Добро утро до гледачите на Алфа телевизија. Поздрав од паркот Јане Сандански. Трета година последователно се одржува овој настан. Оваа година имаме интересни учесници кои што повторно ќе промовираат традицијата, патриотизмот и семејството. Моја чест и задоволство е што трета година поред ја имаме најдобрата водителка изминативе 30 години во Македонија, Ирена Спировска. Тоа е благодарам. Чест и задоволство. Тука е младиот пеач Методија Столевски. Ке збориме подоцна и за песната Македонец за Македонец. Младата талентирана виолинистка Сања Сизи. Тука ни е Дани Бет, нашата Данче, која исто трета година последователно настапува на овој настан. Големо задоволство е што тука е ансамблот за народни песни Вања Лазарова, кои со многу голем ентузијазам сакаат да настапат на овој настан. Ќе бидат околу 20 члена, можеби и повеќе, и тоа ќе биде интересно за публиката. Тука имаме уште една интересна точка прв пат оваа година. Тоа е писателката и поетеса, пеач, актер Лијана Тричковиќ од Куманово. Она ќе изигра дел од драмата Ленче Кумановче на Кумановски. Тоа е исто традиционална драма Васил Илјовски, значи и во тој дел сакаме да задржиме традицијата. Меѓутоа ќе имаме и една млада учесничка, 14 годишна Теодора Трајкова, која од нејзина перспектива ќе не врати во традициите кои ги негува Македонија и во убавините на Македонија. Век ги поканувам сите, без разлика дали се членови на Аманет, на политички партии, од аеродром, цело Скопје, Македонија, да дојдат да присуствуваат, затоа што навистина ќе биде во интерес. Овој убав настан кој ги промовира семејните вредности и веќе трета година се одржува токму тука на ова исто место во паркот Јане Сандански во населбата Аеродром, ќе започне утре во попладневните часови со почеток во 18:30. Почетокот е во 18:30 часот. На оваа манифестација ќе присуствува градоначалникот на општина Аеродром Дејан Митревски. Јас му благодарам што има разбирање за овој народен македонски активизам, каде што традицијата е на прво место и патриотизмот. Тој го поддржува овој настан, како и општината. Морам да потенцирам, тоа беше случај изминатите 2 години. На самиот настан имаме присутни и советници од општина Аеродром, кои ги повикувам и сега, ги повикувам и стопанствениците од оваа општина и од цело Скопје да го поддржиме овој настан. Уште еднаш благодарност голема до градоначалникот на општина Аеродром. Пред 3 години ја започнавте оваа убава традиција и бидејќи сум имала можност да присуствувам на настанот, на вистина богатата културно-уметничка програма ги привлекува граѓаните да дојдат, да се дружат, да ги споделиме тие вредности семејни што утре впрочем и на глобално ниво ќе бидат секаде како порака упатени на разни манифестации, на разни активности, а мотото на вашата манифестација, она што Сдруженијето Македонски аманет, Македонец за Македонец го организира, е христијанските вредности, патриотизмот и традицијата столбови на македонското семејство. Колку се важни овие вредности и колку всушност забораваме на ниво ова модерно време на живење? Да, забораваме, затоа и настана оваа манифестација, затоа што имаше, ние приметивме дека недостасуваат вакви манифестации кога ја започнавме 2023 година. И токму и утре песната која што ќе испее Методија Столевски, наречена Македонец за Македонец, се една мотивирачка песна со текст кој што би требало да остане долго време, каде што повикуваме на сплотување на Македонец за Македонец, меѓутоа не против ниедна етничка припадност ниту религија, туку само ние македонците да се сплотиме. Јас морам тука да споменам и да го поздравам Александар Јовевски, композиторот на песната и аранжерот, кој со многу љубов ја направи музиката, и ве поканувам утре сите заедно да ја запееме Македонец за Македонец и верувам да ја оставиме во аманет на едните генерации кои што следуваат. Токму се потпира песната на нашето минато, на нашата традиција и на тоа
дека мораме да бидеме обединети и да се сакаме меѓу себе. Оваа песна, која што ќе биде промовирана утре на третото издание на манифестацијата, всушност ќе биде и песна химна на Сдруженијето. Да, ние ќе ја користиме, таа е песна и на Методија Столевски, нормално, негова песна е, меѓутоа ние ќе ја користиме за тоа што текстот го имам јас напишано во име на Сдруженијето и ќе ја користиме во следните манифестации кои ќе ги организираме, во некои наши спотови, така, на наши настани ќе оди, ама верувам дека ќе постане и народна химна на Република Македонија. Низ изминативе години тука на сцената продефилира повеќе различни уметници, изведувачи, културно-уметнички друштва и секоја година програмата е различна и нуди поинакво доживување. Оваа година е најбогата и најразновидна од претходните 2 години, тоа ми го кажа и некои други кога ги видоа флаерите, еве што го држам во рака флаерот, кој деновиве го делиме тука низ аеродром околу Плоштадов. Да, поразлична е, меѓутоа секоја година си има некоја своја милина, како да кажам, своја лани малку времето не постужи. Јас оваа година не ни размислувам на тоа, затоа што сватив дека тој што сака да остане, ќе остане. Пак имаше културно луѓе, не беше толку празно. Оваа година се надевам дека ќе биде полно, дека ќе не послужи времето и дека ќе оставиме уште една манифестација позади себе успешна и веднаш да почнеме да се подготвуваме за наредната година. Па ако судиме според денешново убаво сончево мајско утро, можеме и утре да очекуваме еден убав ден. А впрочем, спомнавте, минатата година 15 мај го одбележа дождливо време, но тоа не ги спречи оние што сакаат да уживаат во убавата македонска забавна народна песна, во фолклорот и останатите точки кои што се едно обележје на овој настан, да бидат присутни и да доживеат таа атмосфера. Да, јас прво мислам дека ќе биде убаво времето, така ви се најавите. Второ, и да има малку дожд, ние сме македонци, ние сме храбри луѓе, дожд не треба да не обесхрабри, не исплаши, а самата манифестација учесниците се причина да не гледаме на времето, туку да гледаме на убавината на манифестацијата која ќе биде прекрасна и оваа година. Јас сум убеден во тоа и уште еднаш кај ги повикувам сите кои што се во можност да дојдат и да уживаат во една убава манифестација, нека повелат утре од 18:30 часот тука во паркот Јане Сандански. И уште едно нешто кое што беше забележително и минатата, а и првата година кога се организираше настанот, христијанските вредности, патриотизмот и традицијата столб на македонското семејство, тоа беше присуството на посетители од сите генерации. Значи, вистински семеен настан. Имаше дечиња, имаше луѓе во возрастни години и веројатно така ќе биде и овој пат. Тоа беше првичната цел и јас сум многу среќен што 2 години за тоа го гледам пред мои очи и многу сум среќен поради тоа. Да, сигурен сум дека тука ќе има од 4 па да се живи и здрави над 80 години. Луѓе, јас верувам во тоа затоа што секоја година е така. Еве ги повикувам бабите, дедовците со своите внуци, мајките, татковците со своите деца. Навистина е убав настан, час и пол, некаде од прилика ќе трае, како секоја година. Ги повикувам на уживање, на дружење и на сплотување македонец со македонец. Дејан, посакувам успешна реализација и нова трето издание на манифестацијата, која полека но сигурно прераснува во една убава традиција што ги собира не само жителите на населбата аеродром, не само членовите на Сдруженијето Аманет Македонија за Македонец, туку жителите и од другите страни на градов, па зошто да не и од земја. Надвор од Скопје години на нас зашто доаѓаат и оваа година има најави најмалку на 10-15 луѓе што ќе дојдат. Јас сакам ова да остане манифестација, дури и ние да не бидеме еден ден организатори на тоа, да остане на општина Аеродром, затоа што е прифатена од граѓаните и од општина Аеродром, и од Скопје, и од Македонија. И тоа ми е така некоја поголема амбиција со оваа манифестација, што реално ние на минатиот настан, само што да го додадам, имавме публика која што не сме гледале на наши настани, што е добро и што веќе луѓето знаат дека на 15 мај се одржува оваа манифестација.
Јас ви благодарам за одвоеното време, за ова интервју со кој ги информиравме гледачите за утрешниот настан, со оглед дека тичат последните подготовки, не би ве задржувала повеќе, ќе ве оставам да си ги завршите сите работи што се неопходни, а ние ете уште еднаш ќе ги повикаме сите граѓани утре во 18 часот и 30 минути да дојдат тука во паркот Јане Сандански во населбата Аеродром и да уживаат во богатата културно-уметничка програма која што и оваа година ја подготвува Сдруженијето Македонски аманет Македонец за Македонец во чест на меѓународниот ден на семејството под мотото христијанските вредности, патриотизмот и традицијата столбови на македонското семејство.